Пред 76 години по голема случајност од нацистичкиот екзодус се спаселе само неколку евреи од Штип. Орканот на војната подоцна и нив ги разнел низ просторот на некогашна Југославија. Некои заминале да живеат во Израел, а единствено во Штип останал Моис Рубиса. Рубиса со децении беше символот на евреите во Штип и непосредно подсетуваше на соживотот со нив, но и на големата трагедија. Сеќаваш ли се на Моис? Како не сеќавам? По метално ја работеше, ја работеше. Беше си добар. Како човек, како беше? Па добро. Што семејство беа? Па добро, такви беа. Кацка се еврејски семки. Тука се живееја. Мајка, баба му многу време чува. Додека умре, може 90 години ја чува. Познаваш ли го Моис? Познавам го. Какво семејство беа? Како беа? Па добро семејство, оно живееше тука со Павлина жена му, Митката и Ането керка му. Керка му у Белград, а Митката уиде у... По смртта на Моис, споменот за евреите во Штип го продолжува неговиот единствен син Митко Рубиса, кој сепак пред 15 на години со семејството одлучува животот да го продолжи во Израел. Од тогаш споменот на еврејскиот дух во Новосело го чува само оваа куќа, кој што е позади вашиот известувач, местото каде живееа неколку генерации на евреи со семејното име Рубиса. Во неа, од време на време, може да се сретнат последните 3 генерации на Рубиса, кога од Израел во Штип доаѓаат да нацрпат од младешката енергија и големата носталгија за Новосело, а секако и за Штип. Иако сите врати најчесто се заклучени, оваа куќа за сите во Новосело се уште е жива. Од тука и размислувањето на некои дел од куќата да биде адаптирани за музиски простор. Ова идеја доаѓа во деновите кога се одбележуваат 76 години од големата депортација на штипските евреи и низините креатори се надеваат дека таа ќе биде прифатена од еврејската заедница.